Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. После 10 години владење на ВМРО ДПМН, македонскиот здравствен систем го карактеризираат следниве карактеристики. Зголемена смртност кај родилките и новороденчињата, недоволна ефикасност и ефективност на здравствениот систем, огромно незадоволство на пациентите од лошите услови во здравствените установи, демотивираност и ниски плати на здравствените работници кои се причина за нивно заминување во приватниот сектор и странство, огромни финансиски долгови, претплатена медицинска опрема дури и за 250%, големи провизии, недостаток на медицински кадар и основен материјал за работа, партиски вработувања. Јавното здравство е системски уништено. Стотици милиони евра се потрошени, а при тоа многу човечки животи и здравје се неповратно изгубени. Ова е реалната слика на македонскиот здравствен систем. Планот за живот во Македонија нуди решение за излез од состојбата во која се наоѓа здравствениот систем. Во првите 2 години од мандатот ќе овозможиме обемната административна работа на здравствените работници ќе се намали, а грижата за пациентот ќе биде ставена во центарот на вниманието. Ќе обезбедиме веднаш бесплатно болничко лекување. Ќе обезбедиме лекарска заштита во приградските и руралните средини. Веднаш ќе ги укинеме квотите за рецепти и боледувања, со кои денес му зозема правото на докторот да врши здравствена заштита според потребите на пациентите. Веднаш ќе ја зголемиме основната плата на сите здравствени работници за 15%. Ќе го укинеме проектот за плаќање по успешност. Ќе ја вратиме дијализата во државното здравство со ревизија на договорите за дијализа. Ќе обезбедиме доволно лекови во аптеките во секое населено место преку редефинирање на месечните квоти. Навремена набавка на инсулин за болните од дијабетес на годишно ниво, кој ќе го спречи префрлувањето на пациентите од аналоген на хуман инсулин. Секој што има реална потреба за лекување во странство ќе добие позитивен одговор во најкус можен рок. Ќе ги зголеме квотите на државните специјализации, ќе дадеме предност на дефицитарните специјализации според потребите на здравствените установи и регионите. Ќе воведеме бесплатна специјализација за најдобрите 10 студенти во секоја генерација. Со промена во процедурите ќе обезбедиме сите вакцини да се набавуваат согласно принципот и квалитетот, а не цената. Македонија може и ќе биде поубава место за живење. На 11 декември граѓаните ќе се одлучат за промени кои ќе го вратат животот во Македонија. Да го заокружиме бројот 4 и со тоа да избереме просперитетна иднина.